Онлайн купувањето зема се повеќе замав и станува тренд во денешно време. Заинтересираните граѓани преку само неколку чекори може да купат производ кој само за одреден број работни денови ќе се најде во нивните раце. Анкетираните граѓани земне телевизија споделја различни искуства и вела дека ваквиот вид на купување носи негативни последици, бидејќи постојат голем број на онлайн продавници кои воопшто не се регистрирани како правни субјекти и своите производи најчесто ги рекламираат преку социјалните мрежи, па затоа се во голема недоумица кога сакаат да нарачат нешто од интернет. Сите лажат тие од црна, онлайн што ја продават. Никогаш више. Не стасуваат исто како на сликата? Не. Ништо не погодуват. Ништо. Тотално за поклон кибиња од Струмица земана 3 внучиња. Дојдеа изгорени. Па нека да ги врнат, па ме блокираа. Па сино мора да се расправа, за да ги врнат, да ми даат квалитета. Јас сега сум ги земала за поклон, не сум ги земала за друго. Нема, тоа се онлайн, не знам зашо не укина тоа. Ништо квалитет нема, ништо. Тоа е се лажа за пари. По мене побаво да пробам више ако купувам. Сега гледам баѓе развиено по онлайн телефоно и донеса дома. Па сосуот, барем што гледам од внуците. Сегде има и лажа и превара. Сегде има што, ако купиш од продавница, нели може да излажат, може. Тоа е. Купувачите најчесто се жалат дека не го добиле она што го порачале. Има случаи кога купувачите добиваат расипани и нефункционални производи, при што се обидува да го заменат купеното, но наместо да бидат услужени, тие најчесто се блокирани од страната на несовесните продавачи кои ги има во се поголем број. Па имам купено со мама. И стасуваат ли исти како на сликата? Да. Па сум слушнал дека има некои преку интернет дека порачуваат, сега колку е тоа. Па треба да се проба, сега не знам. Од Организацијата на потрошувачи на Македонија советува до потрошувачите да не даваат премногу лични податоци доколку им се сомнителни онлайн продавниците од кои сакаат да купат, но и секогаш да ги проверуваат своите сметки и извешти од банка по извршено плаќање.